Американските власти ги повикаа своите граѓани ширум светот на зголемена предпазливост поради актуелните безбедносни ризици. Во соопштението на Стејт департментот, кое беше споделено од амбасадата на САД во земјава, се апелира американските државјани да бидат особено внимателни при престој во странство, со посебен акцент на регионот на Блискиот Исток. Предупредувањето, означено како безбедносно, укажува и на можни нарушувања во авиосообраќајот поради повремени затворања на воздушниот простор, што може да доведе до измени на меѓународните летови. Стејт департментот на САД ги известува американските државјани ширум светот, а особено во регионот на Блискиот Исток, да преземат зголемени мерки на предпазливост. Американските дипломатско-конзуларни представништва, вклучително и оние надвор од регионот на Блискиот Исток, биле таргетирани. Групи кои даваат поддршка на Иран може да таргетираат други интереси на САД во странство или објекти поврзани со Соединетите Американски држави или американски државјани на глобално ниво. Во меѓувреме, министерот за внатрешни работи изјави дека безбедносната состојба во државата е стабилна. Според Тошковски, засега нема индиции дека конфликтите на Блискиот Исток имаат влијание врз безбедноста во земјата. Во овој момент сметам дека имаме стабилна безбедносна ситуација. Во овој момент немаме никакви индиции дека би можела истата да биде изместена од она ниво на кое што е моментално, така да сметам дека согласно сите оние информации со кои што располагаме, Советот за безбедност беше свикан, ги споделивме исто така. Во овој момент сметам дека имаме стабилна безбедносна состојба во Македонија. На седницата за безбедност, одржана на почеток на месецов, на која се разговараше за состојбите на Блискиот Исток, беше оценето дека е стабилна безбедносната состојба. Беше укажано дека е потребно и будно следење на воените дејствија и засилена активност на инструментите за рано предупредување. Зоран Јаневски, Сител телевизија.